На 18. јуни 1583 година во Лондон е издадена првата полиса за животно осигурување на светот. Беше тоа на 18. јуни 2004 година, кога шефовите на држави и влади на 25 членки на Европската Унија во Брисел го усвоија првиот устав на Европската Унија, со договор документот да стапи на сила која ќе го ратификуваат сите земји членки на Унијата. На 18. јуни 1882 година е роден Георги Димитров, македонец по потекло. Татко му Димитар од Разлог и мајка му Параскева од селото Бани Разлошко, Пиринскиот дел на Македонија, по Кресненско-Разловечкото востание се селат во селото Ковачевци, Перник, близу до Софија, каде што се родил Георги. Во 1902 Георги Димитров станува член на Бугарската социјалдемократска партија, приврзеник е на идејата за Балканска федерација. Во македонската историја Димитров е особено важен како прв челник на Бугарија што ги признал македонците. На 2 јули 1949 година умира. Во август 1990 неговото тело е кремирано и погребано на централните софиски гробишта, а мавзолеот е урнат во 1999 година. На 18. јуни 1918 година во Прилеп е роден Илија Милчин, македонски актер, режисер, јазичар и преведувач, почесен член на Друштвото на писателите на Македонија. Завршил право на Софискиот универзитет во 1942. Во периодот од 1944 до 1947 работел како драматург, а потоа како актер и режисер во Македонскиот народен театар во Скопје. Бил уметнички раководител и режисер на обласниот Македонски народен театар во Горна Џумаја, во Пиринска Македонија, во 1947-48 година. Од 1965 до 1968 бил директор на драмата на Македонскиот народен театар во Скопје. Неговиот преведувачки опус опфаќа голем број значајни дела од руски, хрватски, бугарски и француски автори. Добитник е на наградите 11. октомври Кирил Пејчиновиќ, Јован Стерија Поповиќ, 13. ноември Војдан Чернодрински. Остварил значајни улоги во филмовите Мистон, Мирно лето, Македонска крвава свадба, Републиката во пламен, Македонскиот дел од Пеколот, Црвениот конј, Ангели на отпад и други. На 18. јуни 1922 година во Битола е родена Жамила Колономос, македонска револуционерка и првоборец, поранешна професорка по француска филологија, општественик, писател и публицист. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје. Како член на СКОИ, првоборец од април 1941 била истакнат организатор на еврејската младина. Од април 1943 станала борец на Битолскиот народно-ослободителен партизански одред Гоце Делчев. Избрана за професор емеритус на катедрата за романска филологија на Филозофскиот факултет во Скопје во 1962. Носител е на партизанска споменица 1941 и орден на братството и единството со златен венец. Мажена за еврејскиот активист од Македонија Аврам Садикарио, со кого го имаат синот Семуел Садикарио. Почина во Скопје на 18. јуни 2013. На 18. јуни 1935 година е роден Слободан Мицковиќ, македонски есеист, критичар, романсиер и преведувач. Завршил филолошки факултет во Скопје,
Работел како уредник за уметничка литература во издавачката куќа Мисла, како и во Македонскиот народен театар. Бил уредник на списанието Разгледи, доктор по филолошки науки, професор на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје и раководител на Институтот за македонска литература. Бил председател на Советот на струшките вечери на поезијата, член на Друштвото на писатели на Македонија од 1965-та. Починал на 21. мај 2002.